Старата идеја за користење на пареата како сила на движење по многу пронаоѓачи со Џорџ Стивенсон стигна до парната локомотива. На дотогашната влеча со коњи и се спротивстави железниот огнен конј. И во 1825 година се изгради првата железничка линија во Англија. Од тогаш започнува така наречената железничка треска за градење железнички линии во Европа и Америка. Железничкиот пат за 19. век значеше такво откритие за кое тешко може да се најде споредба во историјата на човечкиот развој. За дел од богатите општества на Запад, железницата како епохален пронедок значеше не само превозно средство и можност за експлоатација на суровини, туку и начин за реализација на стратегиски, воени, политички, стопански и други цели. Австро-унгарската монархија, откако ги поврза Виена и Пешта со најважните центри, се обиде да излезе на Јадранско море. Желбата да се поврзе Европа со Блискиот Исток и Азија по најкус природен пат можеше да се реализира единствено преку дивиот Балкан. За да се избегне немирна и несигурна Србија, се избра правецот од Виена до Солун преку Босна, Санџак и Македонија, кои што живееа под турското владење. Изградбата на првата железничка линија за подчинетата и целосно заостаната Македонија беше настан од првостепено значење. Камењето граничници со впишаните иницијали Виена, Солун, Банхов останаа како сведоштва за овој голем потват. Без оглед на тоа што изградбата на железниците во Македонија беше поврзана со стратегиски причини и по високите интереси на политиката на големите сили, таа одигра и превосходна улога за расхин со вековната заостанатост на наџивеаниот феудален систем. Тоа беше и почеток на нов развиток на политичка, национална, економска и културна смисла на македонскиот народ во целина и на неговото поврзување со другите народи и на Балканот и во Европа. Турција го отстапи градењето и експлоатацијата на компанијата на баронот Хирш, најголем градител на железниците на Балканот, преку Друштвото на ориенталните железници, познато по кратенката ЦО, со инженерот Пресел, негов генерален директор. Најголемиот дел од стручниот и квалификуваниот персонал беше составен од туѓинци од разни националности. Администрацијата се водеше на француски и германски јазик. Овие туѓинци, а во прв ред австријците, работат и живеат со своите семејства на тогашниот типично европски начин. Тогаш во Скопје се појавуваат тенисот и голфот, а со дресините се прават излети и разонода. Главниот македонски центар во ова време, Солун, игра превосходна улога во развојот на историските настани. Железничката линија Солун-Скопје-Митровица, чија што изградба започна во 1870-та, во летото на 1873 година стигна до Скопје, а следната до Митровица. Овој вонреден настан со себе донесе низа можности за пренесување на најбрз начин на новините за настаните во светот. Првата железница со себе ги носеше и првите никулци за создавање на вистинскиот дел на работничката класа во Македонија, кои заедно со малобројните работници од занечиските еснафи и првите носители на социјалистичката мисла дејствуваше и даваше придонес на развитокот на напредното работничко движење. Во периодот на славното Илинденско востание и младотурската револуција, железницата го даде својот придонес посредно и директно, и како дел од настаните преку разни диверзии и разорнувања, и како објект за комуникација. Меѓутоа, таа беше и дел од силата со која отоманската власт крваво го задуши востанието, префрлувајќи го воениот потенцијал таму каде што имаше потреба, брзо и навреме. Желбата на Турција да добие излез низ Ранскиот брег доведе и до изградба на линијата од Солун до Битола, но за жал таа не продолжи понатаму на запад. Меѓутоа и овој дел на Македонија се вклучи во тековите на она што значеше развој во вистинските димензии за тогашните прилики. Ова доаѓање на железницата го забележува и првата жива филмска камера на Балканот од браќата Манаќи. Од многуте настани личности од овој период, посетата на турскиот султан Решад во Македонија остава посебен белег. Престижот на владетелите најде свој одраз и во богатството и раскошот на специјалните вагони, кои што представуваа еден вид минијатурни дворци. Во ова време Битола станува важен трговски и политички центар. Се менуваат конзули, се вкрстуваат интереси, се создаваат разни интриги во предвечерието на распаѓањето на болниот од Босфор.
Balkanskite vojni, namesto sloboda, donesova samo rasparčuvanje na Makedonija. Granicata na srpskite državni železnici veke se premestuva na jug od Bitola i Gevgelija. Prvata svjetska vojna donese novi stradanja. Makedonija kojzna je po koji patija arena na žestokite vojne operaciji i je prisiljena da gi podnesova teškite posljedice od poznati od Solunski front. Jedna okupacija zamenuva druga. Burnite nastani širom Evropa podbijanije na golemata oktobrijska socijalistička revolucija, po završovanjetu na prvata svjetska vojna i sozdavanjetu na kralstvotu na Srbite, Hrvatite i Slovencite, na odjat odrazvo borbata na jugoslovenskite železničari protiv eksploatacijata i nerešenite politički, nacionalni i ekonomski prašanja. Otpor protiv klasniot neprijatelj povtorno se manifestira so štrajkovi vo golemite železnički jazvi. Železničarite ne samo što beja na čelo na tije nastani, tuku gi ispišuva i najsvetlite stranice od svojete istorija. Obidite na vladajačkata buržuazija da gi izigra postignatite spogodbi, doveduvat do veličestveni od generalen štrajk na železničarite i brodarite na Jugoslavija, koji što započna na 15. a beše krvavo zadušen na 30. april 1920. godina. Razrušenite liniji od vojnata beja popraveni i naskoro započna gradenjetu na novi, koji beja podredeni na monarhijata zaradi nezinite strateški i ekonomsko-politički planovi u odnos na novite granici i sostojbi. Do 1926. godina beše završena linijata Veles-Štip-Kočani. U 1931. godina beše završena delnicata Bitola-Prilep. Gradenje to prodolži i beše svrzano so mnogu teškotiji, za da se najde izlez za premin preku Bogomila. Usvojenata trasa koja što se izgradi, beše delo od mnogu intrigi i aferi so tem na zadnjine i materijalni korisni. Konečno, u 1936. godina beše puštena vo saobraćaj. Vardarskata železnička magistrala dobi uštedna vrska od normalen kolosek preku plodnata Pelagonija so linijite vo severni oddel na Grcija. Makedonski od Mačnik, koliko što je poblisko do crnite kompoziciji, po brgu stignuva vo najdalečnite strani na sveto, prodolžuvat makedonskite grdi selitbi. Silnicite se gladni za mnogu krvobolija. Pod rakovodstvoto na zabraniteta komunistička partija na Jugoslavija, osobeno pod oadjanjeto na Josip Broz Tito za nezin generalen sekretar, revolucionernite železničari se organiziraat protiv reakcionerni od diktatorski režim i fašiziranjeto na zemljata za zapazuvanje na rabotničkite prava. Krvavata drama na Španija i nezauzdani od besna Hitlerova Germanija zaradi revanšizmot, ušte povetjevo zatemnuvaat horizontot na evropskoto nebo vo predvečerijato na neizbežnata Vtora svjetska vojna. U ovoj period beše izgradena i poznatata Skopska železnička stanica. Nad Jugoslavija se nadvisnuva crnata senka na mrakobesijeto. Okupatorite znajke od kako značenje uredni od železnički saobraćaj za uspešното vodenje na vojnite operacije na jug, preku Grcija za Afrika i na istok so Sovjetski Sojuz, sozdava cvrsta organizacija na kontrola, a za diverzijite i sabotažite primjenuvat strelanje, zatvori, logori. Bugarskite žandarmi i poltroni, opijaneti od idejata za celokupna golema Balgarija, so teror i smrt nastojuva da go zadušat slobodarski od duh na makedonski od narod, započnuva golemata tatkovinska vojna. Železničarite na Skopskata ložilnica se među prvite vo partijskite redovi. Nesebično gi istaknuvato brskite nasočeni protiv okupatorot, one sposobuvajki gi lokomotivite pocene na sobstveni od život. Železničarite vo Kičevo go organizirati prvi od železnički štrajk vo narodno-osloboditelnata borba, a na oslobodenata teritorija vo zapadna Makedonija raboti partizanskata železnica. Pred pobedonosnite završni operaciji na narodnata armija, Germancite i njihnite sateliti povlekuvajki se grabat i odvlekuvat stanični i gradežni objekti, šinski polinja, mostovi, tuneli, ložilnici. Sonce to na krvavo izvojivanata sloboda, izmačenata zemlja je ogreja vo urnatini i pepel.
За борците од фронтот и исцрпените железничари нема време за починка и здив. Тешките рани што ги отвори дотогаш незапамтената војна мораа по најбрз пат да се лекуваат. Новиот живот во слобода, во срцата на победниците разгоре нови надежи. Се формираат железнички единици за обнова на разрушените и оштетените линии и објекти. Нивните вонредни напори и ентузијазам значеа огромен придонес за брзо воспоставување на сообраќајот како особено важна стопанска гранка и организацијата на првите слободни македонски федерални железници во ослободениот дел на Македонија, Народна република Македонија. Во текот на двегодишната обнова на железнички линии и објекти, железничарите вршат подготовки за изградба на нови линии и објекти со цел да се пополни постојната мрежа. Требаше да се доведе во согласност развојот на железничката сообраќајна мрежа со потребите и можностите на нова социјалистичка Југославија. Петгодишниот план пред железничарите постави обемни, сложени и тешки задачи. Изградбата на линијата од нормален колосек од Скопје преку Ѓорче Петров, по долината на Вардар и рударскиот центар Радуша, тешкиот терен на Дервенската клисура и богатиот полог со населените центри Тетово и Гостивар, остави посебен белег во сплетот на значајните активности на македонските железничари. Свечениот воз официјално го означи отворањето на новата линија токму на денот на младоста во 1952 година во присуство на илјадници граѓани. Врската Скопје-Охрид стана покуса за неколку часа. На популарниот чајник му се скусуваше змиулестиот романтичен пат. Неговата функција продолжи уште неколку години низ живописната делница Гостивар-Кичево-Охрид и Струга, се додека визијата за натамошното продолжување на нормалниот колосек кон Кичевскиот рударски басен Тајниште не стана стварност. Кога во развојот на социјалистичките општествени односи дојде до нова етапа, позната како период на воведување на работничко самоуправување, железничарите во Македонија меѓу првите ги избраа своите работнички совети. Символот југословенски државни железници беше заменет со југословенски железници. Тоа не беше само формален чин, туку историски преломен момент, кој што значеше пресвртница и патоказ кон нова, посветла иднина. Ни подмолната земјотресна катастрофа не беше моќна да го победи човекот. Задржаното решение на северната обиколна линија во сите дотогашни можни варијанти конечно мораше да биде напуштено. Низ визиите, пеплосани и нажежени од урнатините, се роди Скопски железнички јазел, со сите објекти во него, единствен пример во нашата земја и многу карактеристичен пред други железници, постари и поорганизирани. Заслужната стара ложилница по 100 преживеани години меѓу големото семејство на железничарите избришана е од лицето на земјата. Создадени се бројни капитални вредности. Визијата за поврзување на Охрид и Струга со железен пат и излез на море, преку суровиот масив Буковик и славниот Караорман, постепено станува стварност. Развојните планови зацртуваат нови зафати. Железната машина јури кон врутокот на животворните крвотеченија. Трудот на железничарот слави и никој не може да го сопре разгореното чувство кон него.
Никой не може да ја менува вистината. Јубилеот ги добива сите димензии на својот глас и тој глас одзвонува како трајна химна на животот. Зад стапалките на бројните железнички бригади, високо се издига кулата на богатата железничка историја, создадена на ова парче балканска земја, крстена со името Македонија. Да се биде така со децении под налетите на годините и да се остојува без лелек, под секој удар и бол, да се игра таа мачна и сложена драма скоро во секој миг од животот, без капка спокоен сон, значи да се сака пред се и над се слободно да се живее. Патот кон величието на железничкиот ден е отворен.